Додека светските археолози залудно копаат, нам изгледа решението ни било пред носот. Под долгогодишните дилеми се отвара можноста тоа да е на место на кое секој од нас потајно се надевал дека ќе биде. Новите сознанија говорат дека оттаму потекнува дури името на царево село, денешно Делчево. Некој смета дека можеби е Александар Македонски. Стигнали до Делчево? Некој смета дека гробот можеби му е таму некаде. А нели Свети Николе, нели? Па сега од таму се идело за Свети Николе. Патот од тука одело. Тоа што денес сме македонци исто така не е случајно. Историјата можела да тргне и по сосема поинаков пат. Но искуството покажува дека со вакви комшии како нашите, дури и кога би избегале од судбината, таа пак би не стигнала. Чипионија да се викаме, ние нема да сме погрешили. Па можеби на времето би било тоа најкорис, за само многу брзо. Да не се караме за Македонија. Да не се караме со грците, пак ќе се ме карале. Пионците се учесници во Тројанската војна. Од тоа што е предодредено нема бегање. Брз историјата единствено можела да влијае местоположбата, ама ниту географијата не била на наша страна. Да бевме во Норвешка, во Скандинавија горе немаше да ги имаме тие проблеми. Никој не се интересира за тие предели. Ние сме срцето на светот. Патиштата овде исток, запад, север, југ овде се вкрстувале. А штом сите патишта водале низ овие простори, тогаш природно и целото знаење да поминало од овде. Со добри истражувања и со малку среќа можно е да се утврди дека во таа архаична безцаринска зона, врз основани идеите на нашите предци, да бил креиран извозен продукт, благодарејќи на кој најголем дел од светот станал грамотен. Писменост, дури имам некоја фиксна идеја, мада тоа треба да се докаже, врз база на тоа античко македонско писмо и етруското писмо во Италија, римјаните ја прават нивната латинска азбука. Се разбира, развојот не застанал тука. Требало да се описмени и останатата популација. Ама не неголемите не можат сами, па морало да се увезе технологија која ќе биде од помош. Иако, ама баш за точно тој глас не постои слово, ни во јазикот од кој се поземувало. Дури има предпоставка дека Ж, што ја имаме, е земена од еврејската азбука. Само таму ја има таа азбука. И на крајот, без нагаѓање и предпоставки. Јасно е дека сите важни историски конфликти всушност се резултат на домашни кавги и недоразбирања. А некои го поврзуваат Самуил и Василий дека се попотекло од античките македонци. И двајцата? И дека фактички станува збор за граѓанска војна меѓу нив двајцата после 976 година. Историјата изгледа надпревар во кој победува оној чија интерпретација стига подалеку и подлабоко. А таму фактите се ретки, доказите уште поретки, ама можностите неограничени.